Следите Македонија наутро, утринска програма на вашиот јавен сервис, а во продолжение минути за култура ќе имаме едно убаво интервју, убаво гостување со еден наш македонски автор, водечки крими автор во мноштвото современи македонски писатели и чинам дека прв пат ни гостува во утринската програма и воопшто на македонската телевизија. Анде или грешам? Сега си бил наш гост. Да. Добро, но не последен. Да, добро утро. Анде Јанков, добро утро и добре ни дојде, велешанец. Да. Така, со 4 книги веќе позади себе, редок автор на трилери, па така и би почнал со моето прашање од каде ете инспирацијата да се пишуваат трилери и вакви романи? Па претпоставувам дека како и секој друг уметник, она што ни е блиско, кое што го користиме, кое што го консумираме, потоа одиме од другата страна и да го продуцираме, не да го произведуваме, па така и во мојот случај. Кога се работи за книжевноста, едноставно предпочитам жанрот трилер да ми биде оној редовен, нели, како четиво кое што го консумирам. И едноставно ете дојде ред таму некаде 2016 година кога испадна мојот прв роман да се обидам и да ставам на хартија нешто во тој жанр, нели, во трилер. Така. Кога те прашуваат, велиш кој е најгордиот момент во твојата кариера, иако се скромен и велиш дека допрва треба за тебе да се слуша и се во едно интервју велиш објавувањето сепак на твојата прва книга. Па така ќе го почнам овој интервју хронолошки. 2016 година настанува твојот прв роман. Едно лето на Крит. Едно лето на Крит, за жал тоа го немаме тука, да, така тука првиот го нема. така. Само добро, па потоа ќе ги покажеме останатите три. Ајде да те вратам малку 2016 година. Едно лето на Крит. Како настанува и што е приказната всушност во Значи, едно лето на Крит произлезе од мојата посета на островот Крит 2014 година. Тоа е еден прекрасен остров кој што го посетивме заедно со мојата сегашна сопруга и едноставно инспирацијата позади посетата на истиот беше главна причина зашто ете да се обидам да напишам еден роман кој што сместен со дејство таму, кој што би доловил на таква нека трилер авантура приказна и едноставно кога излезете така тука во 2016 година, тогаш во рамките на култура, а сега реиздаден во рамките на издавачката куќа Антолог, беше едно мало освежување, бидејќи се работеше за едно роман кој што беше во категоријата Young Adult за млади, нели? И едноставно беше како некој си филмско остварување. Романот е сместен во некој си real time, колку што ти треба за да го прочиташ, толку и се одвива дејството, па за некој викенд дена се чита. И најден доста позитивни критики, па едноставно тоа ме натера да продолжам да творам и еве да си речам сами од себе си дека тука нешто има и можам нели понатаму да понудам интересни приказни. После тоа настана Виенски гамбит, Точно, како твоја втора книга. Сега ќе почнеме хронолошки нели за сите 4 книги за да дојдеме и до најновата и таа е всушност и повод за гостувањето денес, но и запознавање со нашата публика со твојата работа. Виенски гамбит велиш Виктор Николов е 33 годишен инспектор на оделението за крвни деликти од Скопје, за време на својот летен одмор заминува за Виена во посета кај својот помлад брат Даниел, неуспешен писател што едва и преживува работејќи како бармен во еден елитен ноќен клуб. Точно. Така почнува действието во навидум самата нели книга. невино. Вистинска приказна е некоја, не? Секој дека нели е фикција. Меѓутоа, она што и се допадна на македонската читателска публика е што исто како и првиот роман се работи за македонски карактери, а сепак дејството беше сместено на страна, нели, во прекрасната Виена, како еден мал хук, нели, привлечен. Да, јас ќе може некој од колегите ова да го фати, јас ќе ја покажам книгата, еме ми ја во рака. Третото издание кој што неодамно испадна во рамките на Антолог. Веќе трето издание. Тоа е добар показател дека кај нас сакаат да читаат крими романи. Дефинитивно, дали сега и насловот си го направи своето, тука го имавме Дамски гамбит, нели, како осварување, нели, Netflix серија и роман, меѓутоа едноставно оние кои што ја прочитаа книгата знае дека баш овој наслов и прилега и е доста лична приказна за тој полициски инспектор кој што го спомнати, а која што моја цел беше да се создаде еден таков лик, може да се нарече антихерој во рамките на македонската современа книжевна литература и кој што би на некој начин би стоел рамо до рамо со некој од оние познати полициски инспектори на современи и нели поранешни крими светски автори. Така. Мала нација сме, меѓутоа доста читателска, сакаме да читаме. Да, тука се слагам. Се согласи со мене, така. Се согласувам, порано се мислеше дека не е тоа така, меѓутоа
сакаме да читаме, сега па има некој тренд на читање и на домашни автори, што, нели, мене ми е посебно драго, бидејќи и да се надеваме дека така ќе остане тоа. Да. Може би короната си го направи своето, па кога бевме дома се свртевме кон своето. Така. Да. Третата книга по Виенски гамбит. Сигурен ризик. Сигурен ризик. Ми кажа на неколку години, на 2 години како ги издаваш, така? Последователно од 2020 до 2022 испадна трите продолженија во овој серијал. Така. Ета Сигурен ризик, која што излезе 2021 година. Така негде рана пролет ги вадам, бидејќи тогаш се претпоставувам најрасположени за читање читателите, и така нели ги стасувам романите. А имаш некој, ги вадиш на рана пролет, имаш некој временски период кога имаш најголема инспирација за пишување, или тоа не се прашува, тоа си доаѓа само по себе? Во тек на летниот период кога се одмори, нели има момент каде што нели имаме и време да пишуваме и се, меѓутоа може да се каже дека Сигурен ризик е куриозитет за ова прашање, бидејќи беше завршена во време на карантин, па таа дори ја завршив со некои си 10.000 збора во еден ден кога бев и во изолација. Меѓутоа, велам дека тогаш кога сме сами со своите мисли, доаѓаат најголеми инспирации. Не? Така. За Сигурен ризик, всушност продолжение на Виенски гамбит, ќе прочитам Денис Бојаров, вели возбудлив и врвен криминалистички трилер со незаборавен протагонист и неуморна полициска екипа која успева да внесе свежено во жанрот, бомбастична и заводлива приказна која од улиците на Виена ќе ве врати назад во Скопје, за на крајот да ги изненади дури најпроникливите читатели. Да, тоа беше добра рецензија од страна на Денис. Значи, откако најде Виенски гамбит на доста нели солиден тука прием кај нашите читатели, се решив за продолжување на оваа приказна и знаев дека действото ќе се врати назад во Скопје, бидејќи да бидеме реални и покрај сите оние екзотични дестинации, она што им е, мислам, најприфатливо на домашните читатели е действото да биде во нашата земја и да третира тековни проблеми, па така овој роман, како и следниот, нели, се занимаваат со тоа секојдневје на просечниот македонски граѓанин. И третиот дел, всушност новитетот, продолжение на претходните два, Само Бог простува. Ова е нешто кое што тука ќе има своја завршница или ќе имаме и четврти дел веќе? Не, нема да има. Тука ќе се заврши приказната. Не, ќе има продолжение, меѓутоа ова намерно сакав да го завршам 3 години поред како трилогија, за да може малце нели да си тлее тука пред нашата јавност и навидом приказната нели да завршувам, меѓутоа веќе работам на четвртото продолжение од овој серијал. Инаку Само Бог простува, да можем да кажем дека е и лично мој омилен роман, бидејќи голем дел од таа позадинска приказна која што има таму назад на корицата е нешто што мене ми се има случено и на моето семејство и третира малку гочливи теми за ова наше општество кои што едноставно сакам да бидат прикажани во јавност, нели колку што е тоа можно. Сепак литературата треба да ја осликува општествената стварност. Да чепнеме малку во дел од темите внатре? Што е тоа што би го истакнале вака да ги заинтригира? Претежно се зборува за одговорноста, значи главна порака на нормалната одговорност и што таа представува за една индивидуа, она личната одговорноста спрема Бога, нели како што вели насловот, и спрема општеството и спрема другите, нели во крајна целина. Тематски е доста блиска и до Виенски гамбит, сепак тука и прошката игра улога. Во Виенски гамбит беше прошката према самите себе си, а во Само Бог простува, нели, простувањето према другите. И да речеме дека тука првпат се јавува и серијски убиец во оваа приказна, како нешто што е, нели, за љубителите на трилер жанрот доста привлечно. И меѓутоа кога ќе ја прочитаат книгата, оние, нели, кои што веќе оставаат рецензии, кажуваат дека е, да речеме, баш оној роман кој што и треба на македонската јавност во ова време. Така, релативно млад, но успешен автор и според коментарите, и според рецензиите, и според популарноста на книгите, морам да кажам и дека дефинитивно посветен на ова што го работиш и создаваш, бидејќи си имаш и своја веб страна, нешто што е реткост, каде што имаш директна комуникација со твоите читатели. Да, како на социјални мрежи, така и таму. Да, како беше страната, само би сакал да ја кажеме, andajankov.com, каде што имаш објавено се во врска со романите, се во врска со твојата кариера. Анде, кои автори ти се репери инспирација за ова што го пишуваш и ова што го создаваш? Се трудам да учам од, нели, по нешто од сите, меѓутоа овие водечки скандинавски автори дефинитивно кои што отворат, нели. Јун Есбек, Камила Легберг, Стик Ларсон, нели, па еве и сега Андерс Рослунд.
се доста добри репери и едноставно дел од причината поради која што се решив да творам во овие води е за да едноставно испаднам рамо до рамо со нив и да видиме дали еден ваков наслов може да им парира и тука да едноставно да сакаат да купат од домашен автор. Колку соработка со една издавачка куќа, посебно во една мала средина како нашата, е важна за успехот на еден автор и за успехот на неговите дела? Секој дека помага, мислам, без издавачите, ние авторите не сме ништо, сега постои таа опција на само издавање, меѓутоа, далеку попрофесионално кога соработуваш со некој издавач, така и јас со издавачката куќа Антолог е веќе трета година поред како ги вадим овие романи, има одлична соработка, они се тука зад домашните автори и гледам дека се трудат да држат некој баланс измеѓу онаа популарна литература и висока литература. Така што, и сите автори кои што се расположени за да извадат нешто на хартија, да бидат издадени, топло им ги препорачувам како издавачка куќа, меѓутоа веќе секоја една си има барем некоја си палета од 5-6 автори домашни кои што на годишно ниво веќе вадат книги. Имаш умилен лик од книгите? Не те прашав некој? Што да може би Хари Хуле од ЮНЕСБ. Добро, тоа ќе треба да се прочита и да се види кој е ликот, кој е неговиот карактер. Некој вела дека добар писател е 90% добар читател. Да, дефинитивно. Она што недоволно може би се потенцира е да треба да читаме надвор од рамките на омилениот жанр, бидејќи оттука ги пробираме сите оние информации кои што ни го збогатуваат стилот, и оние теми кои што можеме да ги метнеме во книгите и едноставно колку повеќе читаме, толку повеќе ќе бидеме и спремни за пишување. Тоа ми беше другото прашање, кои други жанрови ги читаш? Еве, ова го пишуваш, ова го создаваш, меѓутоа што тебе те опушта, што ти сакаш на страна да си читаш? Претежно ова, меѓутоа нешто научна фантастика, доста ме интересира она не популарна психологија, туку да речеме не фикции, некои си социјална антропологија и секако филозофии од типот на Ерих Фром и слично. Така. И уште еднаш подсетуваме, го подготвуваш петиот роман, ако се водиме според нештата на издавање, тој ќе треба да биде пролет следната година. Можеби ќе оставиме една година малку пауза, меѓутоа најкасно 2024 планирам да се најде следниот роман пред читателската публика тука, четвртото продолжение во овој серијал. Еве ексклузивно, ако сакаш, кај тебе во емисија ќе го најавам и насловот, кој што е така одбран, нели? Затоа чепкам јас да видам дали ќе дојдеме до насловот, ако го имаме, ако веќе е избран, ако не. Насловот е одбран Кобаяши Мару. Тоа е еден израз кој што значи безизлезно сценарио, новин сценарио. И откако ќе се излезе книгата, ако е се по план, ќе видат зошто е така насловена книгата и како понатаму се движи приказната за овие ликови кои што се овој серијал представени. Така, Анде, благодарам за гостувањето во Македонија наутро денес. Чином чепнавме од сите прашања помалку што планирав и сакав да ти ги поставам, не само и за романите, туку и да те запознае малку публиката поблиску и подобро. Се гледаме повторно во Македонија наутро, петиот роман го подготвуваш. Добро, нема сигурно да помине толку време додека ни дојдеш повторно за гостин, ќе најдеме ние причина. Поздрав до Велеси, до Велешани, продолжи со создавањето и сотворењето, ние сме тука да ве поддржуваме како македонски автор. И поздрав до вашите гледачи. Благодарам уште еднаш за гостувањето.